Државниот завод за ревизија спровел ревизија на работењето на Државната изборна комисија за 2024 година, при што биле утврдени повеќе неправилности и системски слабости во функционирањето. Според извештајот, пописот на средствата и обврските не бил извршен во согласност со законските и подзаконските прописи. Дополнително не била направена процена на вредноста на делот недвижниот имот со кој располага институцијата. Ревизорите утврдиле и недостатоци во финансиското планирање, при што средствата за спроведување на изборите во 2024 година не биле планирани и одобрени согласно законски утврдениот сооднос. Како системски слабости во извештајот се посочува потребата од усогласување на законската рамка што го регулира оданочувањето на изборните активности, како и преиспитување на моделот за распределба на средствата за платено политичко рекламирање на учесниците во изборните кампањи. Дополнително биле утврдени пропусти во административното работење, вклучително и ненавремено и некомплетно доставување на документацијата за трошоците поврзани со изборните активности. Ревизијата нотирала и случај на набавка на стоки и услуги без проведена постапка за јавна набавка, како и недоследна примена на одредбите од Законот за јавни набавки. Од Државниот завод за ревизија посочуваат дека овие наоди укажуваат на потреба од подобрување на финансиското управување, транспарентноста и почитувањето на законските процедури во работењето на Државната изборна комисија. Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова е во официјална посета на Хрватска, каде што оствари средба со хрватскиот председател Зоран Милановиќ. На средбата главна тема била процесот на пристапувањето на Македонија кон Европската Унија, при што биле разменети ставови за предизвиците и динамиката на интеграциите. Хрватскиот председател Милановиќ оценува дека на земјата и се поставуваат голем број услови, порача дека секоја држава сама одлучува за својот пат на развој. Изрази став дека интеграциите во Европската Унија и НАТО представуваат дополнителен слој на надградба, додека суштината на државата и нејзиниот развој се базираат на внатрешни политики и стабилност. Од своја страна, Силјановска-Давкова се согласила дека процесот на кандидатскиот статус трае предолго и нагласила дека Македонија досега добила повеќе позитивни извештаи, но се уште не ги започнала преговорите. Председателката посочи дека од земјата се бара да преземе чекори кои според неа се невообичаени, вклучително и уставни измени. Председателката истакна дека државата бара поголема правичност во процесот на евроинтеграциите и повика Брисел да ги примени истите критериуми за оценување како и кај другите земји кандидатки. Додаде дека консултации и искуства се корисни од други држави од регионот, како Албанија и Црна Гора. Средбата е дел од пошироката агенда за зајакнување на билатералните односи и размена на ставови за европската перспектива на земјите од Западен Балкан. Во Кривичниот суд Скопје денеска беше прекината расправата на рочиштето за случајот Онкологија 2, откако адвокатката Анита Бегова, бранителка на обвинетиот Нехат Нухи, ја напушти судницата поради незадоволството од начинот на презентирање на доказите од страна на обвинителството. На денешното рочиште обвинителството започна со изведување на материјални докази кои опфаќаат околу 180 страници документација поврзана со набавки на лекови, договори за јавни набавки и финансиски извештаи. Делот од браната инсистираше доказите да се презентираат поединечно, додека обвинителството оцени дека тие веќе се обработени во рамки на економското вештачење и не е потребно нивно детално читање еден по еден. По заминувањето на адвокатката Бегова од судницата, судот оцени дека со таквото однесување се нарушува редот и дисциплината, како и текот на постапката, пошто и изрече парична казна во износ од 500 евра во денарска противредност. Обвинителството образложи дека материјалните докази се веќе доставени до вештите лица и анализирани по нивните наоди, па смета дека нивното повторно поединечно презентирање не е процесно економично. Поради потребата да се назначи нов бранител по службена должност за обвинетиот Нухи, рочиштето беше одложено, а ќе продолжи на 7 април годинава. Во предметот Онкологија 2 обвинети се Никола Басев и Нехат Нухи, кои се товарат дека во периодот од 2018 до 2022 година незаконски набавувале лекови преку фиктивни тендери и присвојувале дел од терапијата, со што според обвинението било оштетен државниот буџет за околу 36 милиони евра. Двајцата обвинети ја негираат вината и тврдат дека случајот е политички мотивиран. Паралелно со овој предмет во тек е постапката Онкологија 1,
во која се обвинети Васев и уште 20 доктори за несовесно лекување пациенти. Премиерот Христијан Мицкоски најави дека ќе се разгледуваат дополнителни мерки поврзани со порастот на цените на нафтата. Тој истакна дека целта е да се одржи стабилно снабдување на домашниот пазар и да се заштитат интересите на граѓаните и стопанството. Според премиерот, Македонија во моментот ги има најниските цени на бензин и дизел во регионот, што како што посочи доведува до зголемена потрошувачка од страна на граѓаните од соседните земји. Информираше дека продажбата на гориво на бензинските пумпи е зголемена за повеќе од 10% како резултат на ваквата разлика во цените. И покрај зголемената побарувачка, премиерот нагласи дека снабдувањето со горива останува стабилно и без ризици од недостиг. Додаде дека државата ќе продолжи да обезбедува доволни количини за домашните потреби. Паралелно ќе се следи развојот на состојбите на глобалниот пазар. Мицкоски говореше и на меѓународна конференција во Организација на Народната банка, каде ја истакна важноста од координација меѓу монетарната и фискалната политика. Според него, институциите треба да делуваат синхронизирано со цел одржување на економската стабилност. Нагласи дека во услови на глобални предизвици, како инфлацијски притисоци, нарушување во синџирите на снабдувањето и геополитичките тензии, улогата на централните банки станува се поважна. Во своето обраќање, премиерот истакна дека стабилноста не е автоматска, туку резултат на внимателно водени политики, координација и навремени одлуки. Дополнително, премиерот оцени дека воените и безбедносните случувања на Блискиот Исток придонесуваат за дополнителна неизвестност на енергетските пазари. Во последното деноноќе, полициските служби во Скопје, Охрид, Куманово и Битола постапиле по повеќе пријави за семено насилство, при што 5 лица се лишени од слобода, со едно лице е извршен службен разговор. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека се евидентирани вкупно 10 пријави поврзани со различни инциденти, за кои се превземаат мерки за целосно расчистување. Меѓу случаите во Охридско село, полициски службеници од СВР Охрид го лишиле од слобода 54 годишен маж, кој според пријавата физички ја нападнал неговата 76 годишна мајка, при што употребил и тврд предмет. Во друг случај во истиот регион, извршен е службен разговор со 29 годишен маж по пријава дека ја нападнал својата вонбрачна партнерка. Во СВР Битола е пријавен инцидент во кој 24 годишна жена тврди дека била физички нападната од незиниот сопруг во семејниот дом. Во СВР Куманово двајца мажи се лишени од слобода, еден поради напад врз сопругата, друг поради напад врз неговиот малолетен син. Во Скопје се евидентирани повеќе пријави за семејно насилство. Во еден случај 41 годишна жена пријавила дека незината 17 годишна ќерка добивала закани од поранешен партнер, кој наводно и покажал и огнено оружје. Во друг случај 50 годишна жена пријавила дека била нападната од својата 21 годишна ќерка во домот. Од МВР посочуваат дека по целосното документирање на сите овие случаи ќе бидат поднесени соодветни пријави, а надлежните институции продолжуваат со активности за заштита на жртвите и спречување на понатамошни инциденти, велат надлежните. Конфликтот во Блискиот Исток продолжува да се интензивира откако Иран изврши бран ракетни напади кон Израел, на што Израел одговори со воздушни удари врз цели во Техеран и други делови од Иран. Ескалацијата доаѓа во период кога американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека се водат продуктивни разговори за деескалација на конфликтот, иако Иран соопшти дека официјални преговори се уште не се одржани. Ракетните напади од Иран активираа сирени за воздушна опасност во Тел Авив, каде беа забележани значителни оштетувања на стамбени објекти. Не е потврдено дали штетите се резултат на директен погодок или остатоци од пресретнување на проектилите. Во меѓувреме, израелската армија соопшти дека спровела масовни воздушни напади врз војни цели во Техеран, вклучувајќи командни центри и објекти поврзани со разузнавачките служби. Конфликтот има пошироки регионални компликации, особено поради засилената активност на групи поддржани од Иран, како Хезболах, кои исто така учествуваат во судири со Израел од територијата на Либан. Израелските власти најавуваат можни понатамошни операции во Јужен Либан. Во контекст на дипломатските напори, повеќе држави посредуваат со размена на пораки меѓу страните. За сега нема јасни знаци дека конфликтот се приближува кон примирие.
Аналитичарите предупредуваат дека тековната ситуација останува нестабилна, со ризикот по натамошна ескалација, која може да ги зафати пошироките региони и глобалните енергетски текови, особено поради значењето на Ормускиот теснец за светската трговија со нафта и газ. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп го нарече лидерот на демократското малцинство во Сенатот Чак Шумер палестински лидер. Трамп ги даде овие забелешки за време на посетата на Мемфис, Тенеси, каде што учествуваше на тркалезна маса со министерот за одбрана Пит Хексет и државната обвинителка Пам Бонди. Демократите ја ставаат нашата земја во голем ризик во овој период што тие го нарекуваат војна. Тие го нарекуваат војна, ние го нарекуваме воена операција. Нивните лидери во моментов се, како што знаете, како и да сакате да го наречете, во некој свој свет, рече Трамп. Шумер е готов, тој е палестинец, треба да се бори на страната на Палестина. Тој всушност стана палестински лидер, рече Трамп за Шумер. Никогаш не сум видел човек кој толку многу се променил. Порано беше за Израел, сега е за Палестина. Се грижи дека ќе изгуби на следните избори. Тоа ќе зависи само од тоа дали некој ќе се кандидира против него, рече Трамп. Шумер во говорот во Сенатот предупреди дека војната со Иран нема јасно дефинирани цели. Војната на Трамп со Иран сега влегува во својата четврта недела. Нема крај на победок. Наместо да му даде на американскиот народ јасен план за тоа како понатаму, председателот на САД, врховниот командант, за жал се уште безпомошно талка, предупреди тој. Во текот на викендот Доналд Трамп се закани дека ќе ја уништи главната енергетска инфраструктура на Иран, ако Иран не седне на преговарачка маса. Потоа по сето тоа фалење и сите тие закани се повлече и одеднаш тврдеше дека постојат големи области на сложување со режимот, иако Иран жестоко го негира тоа.